сега е време за нашата следна тема. Два викенди во месец јануари или на тој начин тие ги започнуваат своите активности. Зборуваме за Македонското еколошко друштво. Едно од главните која што стандардно се случува во месец јануари, ќе дознаеме и зошто токму во овој период од годината, е зимското пребројување на водните птици во нашата земја. Генерално ова спроведување или овој цензус на светско ниво годинава бележи 60 години спроведување или обстојување, а веќе 17-та година и во Македонија. Малку повеќе детали за генерално водните птици во нашата земја, што се случуваше изминативе викенди во Дојран, Охрид и Преспа, поточно конкретно на овие три природни езера кои што ги имаме во нашата земја. Ќе ни зборуваат Данка Узунова и Ангела Здравковска од Македонското еколошко друштво. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Оваа година споминавме 17-ти цензус или односно зимско пребројување на водните птици во нашата земја. Данка, како беа поделени активностите во смисла кога, каде, што се случуваше, бидејќи ги споменавме трите природни езера кои што ги имаме, од каде што нели потекнува се или доаѓаат резултатите ваши? Така. Првенствено да ви објаснам можеби малку што е целата поента позади зимското пребројување на водни птици. Значи тоа е една програма која што се спроведува како што спомна веќе 60 години на светско ниво. Скоро сите земји од светот учествуваат, но во пребројување и идејата е да се направи таа годишна програма за пребројување на сите птици, водни птици што се среќаваат на водни површини на територијата на сите земји во светот кои што учествуваат на оваа активност. Зошто се прави ова? Првенствено значи преку пребројување за да се види состојбата со водните птици кои што ги користат овие водни тела, значи да се направи проценка на нивната популација понатаму со понатамошни истражувања. После тоа да следиме каква е состојбата со водните живеалишта каде што овие водни птици се среќаваат, значи каков е водниот режим, дали има некакви промени таму, дали има влијание со, загадување или урбанизација и така натаму. После тоа поинтата е да се провери и да се следи промената во значењето. Дали тие подрачја кои што броиме секоја година имаат присуството или отсуството на некои видови птици, ќе дадат информација за зошто е битно или не е битно тоа подрачје да се истражува и да се заштити понатаму. И последната цел зошто ова се прави се сите овие следењето на водните живеалишта и на водните птици на тие водни живеалишта да се види дали е потребно заштита и зачувување и на тие птици кои што се среќаваат таму и на самите водни живеалишта. Ние го организираме цензусот во јануари, како што и сите кои што учествуваат на овој цензус во светот го прават. И секогаш од 2010 наваму, секогаш го организираме на трите природни езера во Македонија, но покрај тоа и на некои други водни дополнителни тела и површини и водни тела. Зошто јануари е секогаш? Јануари е бидејќи тогаш е пикот на зимската миграција на птиците, бидејќи птиците покрај стандардната пролетно-есенска миграција за која што најчесто знаеме преку штраковите и ластовичките, имаат една друга миграција, обратна миграција, ја викаме таа зимската миграција, бидејќи доаѓаат од по-северни делови од континентите каде што се спроведува овој цензус кон по-јужните, бидејќи на тој начин ги преживуваат потешките услови за функционирање во овој период од годината. Исто во тој период на сите птици, сите континенти кај што се спроведува ова, веќе птиците се агрегирани на вакви водни површини, намалени се деновите и просторот за они да истражуваат и да бараат храна, така што сите услови за полесно и поточно да се избреат колку единки од сите овие водни птици се среќаваат на сите овие територии се во овој период. И затоа е земено тој период во јануари, средината на јануари, да биде период кога ќе ги истражуваме птиците на територија на сите земји учеснички. Со тоа добиваме еден вид на слика, буквално као слика, као некој да направи снапшот, во однос на тоа каква е состојбата со птиците. Значи, кога ќе ги соберете после сите тие податоци, кога ќе видите, на светско ниво, на светско ниво, се гледаме, значи можеме да направиме проценка или понатаму со неколку декади работење да направиме точна бројка да дадеме за популацијата на видовите и да знаеме се зголемува или се намалува. И тоа на нас не информира понатаму за да знаеме дали треба да превземеме некакви мерки за заштита за видовите птици или за самите живеалишта каде што се среќаваат.
Многу често сакаме да дзирнеме во работата или активностите на Македонското еколошко друштво, заради тоа што веројатно веруваме и многумина ги интересира како и на кој начин се реализираат одредени настани или проекти или нешто што е составен дел од работата тековно или годишно, па ако може да кажеме и како изгледа еден ден на терен на пребројување, односно искуствата кои што веројатно можете да ги споделите при тој процес. Така, јас најпрво би сакала да споделам дека мојата позадина, јас не сум експерт за птици, ниту пак сум биолог. Одамна во Македонското еколошко друштво работам во тимот за комуникации. Меѓутоа, како човек кој што од секогаш бил влюбен во природата, со блага наклонетост кон птици, за мене беше одличен момент и со ова сакам да дадам до знаење дека всушност за да се биде дел од оваа теренска работа и ова пребројување на водните птици не мора да сте со особено експертско познавање. Меѓутоа е одличен момент да се вклучите во активност која што би сакале да ја продлабучите. Сега теренската работа започнуваше рано наутро, бидејќи го бркаме сонцето и светлото. Однапред секогаш процесот започнува со добра логистичка подготовка, тоа значи дека за теренската работа треба да ја имате опремата со која што се работи. На самиот старт имавме мала обука за како да користиме двоглед, телескопот, како се прибираат податоците, како се бележат во стандардизирана форма, односно формулар и како тоа тимски изгледа. Многу беше интересен моментот дека е прилично статично, односно вие се наоѓате во природна средина во која што набљудувате птици, а треба да сте статични и да се прилагодите на средината во која што доаѓате. И за мене особено интересен момент кој што баш онака особено многу ми беше интересен е единственоста, односно вие сте на терен и имате единствена поставеност на птици, односно група на птици кои што се наоѓаат во моментот таму и вие на некој начин, како што спомена Данка, таа слика ја прибирате и ја прибирате како податок кој што потоа оди во големата слика, која што понатаму нели на меѓународно ниво се разработува. Верувам дека ви е многу интересно и дека ќе продолжите и понатаму нели во целата таа работа. Една од информациите која што е добро да ја споделиме, Данка, е дека над 35.300 единки од 44 различни видови на водни птици беа попишани токму за време на овој зимски цензус или зимското пребројување на птиците на трите природни езера во нашата земја. Можеме ли да споделиме дали имаме видови на птици кои што се поретки, видови на птици кои што се почести и некакви интересни податоци ете околу видовите на птици. Така. И дали има разлика, извини, од оваа бројка со, да речам, претходната година на зимското пребројување? Така. Ние сакавме, кога ги завршивме средувањето на податоците после терен, и да видиме што сме виделе, да направиме една убава збирна слика, сакаме да направиме некоја споредба во последните 5 години, вклучувајќи ја ова, каква е ситуацијата на овие три езера во однос на бројноста на вкупната бројност на единки кои што сме ги изброеле. И тоа беше некој општ заклучок дека на Тојранско езеро, иако се мали бројките на единки кои што се среќаваат, но некако се стабилни во овој период од 5 години, од 2021 значи до годинава. На Преспанско езеро, да, следиме дека има некакви мали флуктуации, но и на Охридско езеро има малку подинамични флуктуации, кои што мислам дека се гледа сега на графиконот. Интерпретацијата на тие резултати зависи од многу фактори. И тоа се работи што да ние можеме да ги интерпретираме преку локални причини, заради локални причини и случувања, или за активности, или заради ситуации кои што се среќаваат на ниво на Европа, на континентот. Што мислам за тоа? Мислам дека понекогаш во некои делови од водните живеалишта што ги истражуваме, во текот на годините има некакви физички промени се случуваат. Без разлика дали станува збор за загадување, уништување на трска, се прави урбанизација, најчесто има и закани од типот на ловци кои што ловат водни птици и така натаму. Значи сите тие фактори може да придонесат во одреден дел од ова водно тело да се појават помалку единки од видови птици кои што во претходните години сме ги гледале многу почесто. Значи ова
И многу битно да се земе предвид кога ќе се прават крајните анализи на податоците и за кога ќе ги донесеме заклучоците зошто тука сега имаме помалку бројки на Охридско езеро на пример да кажеме од претходните години зошто Да се го споменавте случуваат. Охридско дека има и тоа каква флуктуација, така, значи кај нив се бележат и претпоставам овие се факторите кои што влијаат, кои што ги Так. Но многу споменавте. често може да биде и причината не само заради локалните ситуации, туку и заради популацијата на тој вид, што претходно сме го имале повеќе, а сега го имаме помалку на европско ниво. Значи можеби некаде во Европа или во другите делови кај што ни доаѓаат птиците, на пример, да кажеме од сибирските делови. Тие птици можеби за време на нивното обстојување во Сибир и дури доаѓаат на зимска миграција во овие региони. На патот до тука. На патот може да се среќаваат со различни закани кои што можеби придонесуваат зашто тој вид општо како популација се намали. Така да не мора секогаш да бидат само локалните услови, туку треба да се земат предвид локалните, континенталните и интернационалните услови за да се донесат заклучоците. Да, она кое што истото го напоменувате е дека кога зборуваме повторно за работата на терен, дека доаѓаат научници и професионални истражувачи, но исто така и влюбеници во природата кои што со голема страст за птиците го користат своето слободно време, доброволно поменуваат време со вас, на отворено, се запознаваат малку повеќе со работата и имаат можности со двоглед и со фотоапарат врака тоа да го забележат, а од друга страна пак нивниот придонес за вас и конкретно за Македонското еколошко друштво е особено важен и она кое што верувам дека е поттик од ваша страна покрај оние стручни лица кои што се разбира мора да се неопходни на терен, поттик е и за самите волонтери да бидат што помногубрени и истовремено да се зголемува нивниот интерес. Да, дефинитивно. Ангела? Да, веќе мислам дека дел од моето искуство беше баш со даден акцент на ова работа, односно зборуваме за пребројување на птици кое што е меѓународно волонтерско. Односно, тимовите кои што ги спроведуваат овие пребројувања се сочинети од нормално експерт, меѓутоа и од луѓе кои што заради своите интереси сакаат да се вклучат во овој процес. Тоа е на некој начин на доближување на науката и вклучување на нас обичните луѓе во прибирање на податоци кои што подоцна научно можат да се разложат. Сакам да напоменам дека во тимовите кои што ги составивме во МЕД беа на терен, вбројува и волонтери, односно млади еколози, студенти кои што сакаат да бидат дел од истото, меѓутоа тука би напоменала дека еден момент кој што можеби треба да се забележи за МЕД е дека секогаш го вклучува членството. Односно МЕД има свое членство преку кое секој заинтересиран може да се вклучи и на тој начин да биде дел од проекти, обуки и генерално едукација и учење за сите активности на МЕД. Данка, споменавме 17-та година во Македонија е овој цензус, на глобално ниво оваа активност бележи 60 години од своето спроведување. Ајде малку околу тоа за јубилеот, бидејќи 60 години не се малку, за континуитетот, претпоставам дека немало години на пауза и колку навистина може да се даде реална точна слика за целата планета Земја и како сето тоа функционира. Така. Значи прво 60 години е многу така значаен период и ова е битно да се напомене дека е годишна активност на следење и пребројување на птици која што е најстара таква, со таква масивност воопшто на светско ниво. Колку земји учествуваат? Околу 189-190 земји и територии. Ова е вкупно во целиот период на спроведувањето, бидејќи некои некогаш се вклучуваат, па се после дали во зависност од капацитетите или условите не може да се приклучат и така натаму, ама општиот број е околу 189-190 земји и територии кои што се вклучени на ова ниво. 60-тите години се масовен период во кој што можете вие да изведете многу, да соберете прво многу податоци, значи имаме податок дека се собрани околу 2 билиони податоци за птици. Тоа не е воопшто мал број. И тоа е бројот со кој што понатаму организацијата која што е позади целиот овој процес и цела оваа програма, која што се вика Wetlands International и чиј што партнер за спроведување на оваа активност сме ние, сме Македонското еколошко друштво. Тие ги организираат сите овие пребројувања на територија на целата држава и ги агрегираат и ги анализираат после податоците од пребројувањето.
Во периодот овие 60 години на светско ниво се прогласени како подречја значајни влажни подречја кои што се под конвенцијата за заштита на влажни подречја или така наречена Рамсарска конвенција, околу некои илјадници подречја се прогласени во оваа категорија и заштитени баш заради придонесот на сите луѓе што учествувале и сите бројања што се направени во овој период. И тоа воопшто не е мала работа, бидејќи ние како индивидуалци сметаме и дека сме дел од нешто многу поголемо од нас. И тоа не е чувство што само ние го делиме, туку буквално сите што доаѓаат на терен и без разлика на учеството што го имаат во цензусот со повеќе искуство или со помалку искуство. Кога знаете дека придонесувате за нешто многу поголемо од вас, тоа што значи заштита на некои видови или заштита на некој подрачје, што понатаму ќе ни служи пак на крај на нас, на луѓето, бидејќи водните живеалишта имаат имаат многу битна функција екосистемска, за која што ние имаме бенефит. Сваќате дека уствари тоа е нешто што е пожелно да се продолжи да се работи, дури поинтензивно на територија на нашата држава и секаде каде што воопшто веќе не е воспоставено. Да, значајни работи правите со Македонското еколошко друштво. Тука некаде сме пред крајот, бидејќи за денес имаме и уште соговорници. Ние останува и понатака да ги следиме вашите активности. И имаме соработката веќе со години наназад и убаве вакви интересни информации кои што не секој ден можеме да ги слушнеме, видиме или доживееме, да се споделат вака во медиумите. И благодариме вака што работите за зачувување на планетата Земја, би рекли, или генерално на целата животна средина, бидејќи ова се многу важни работи за се. Така, благодарам и ве покануваме наредна година ако сакате да бидете дел од теренското искуство. Да бидеме волонтери да го видиме и тоа искуство, па да може и ние да го споделиме. Како идеја ќе бидеме во текст со вашите активности, не само ова, туку и генерално со она кое што се занимава Македонското еколошко друштво.